Топ тема, добро вечер. Нито една власт не беше целосно наклонета, но актуелната се дрзна целосно времено да ја суспендира институцијата Народен правобранител. Како и зошто не се избра нов омбудсман? Кому му смета оваа институција? Дали неодговорниот однос на парламентарното мнозинство е страф од контрола, потценување на граѓаните или почет на дрскост на една авторитарна власт? За овие прашања и многу други дилеми вечерва разговарам со поранешниот народен правобранител Насер Зибери. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер и добре ве најдов. Еве, можем да ви посакам среќна нова година, прва нова година како пензионери, среќни пензионерски денови вам, но за жал за вашите поранешни колеги годинава не почна добро и покрај сите и ваши апели пред да ја напуштите функцијата, вклучително и нивните последни апели практично се до последните денови до кога лани работеше собранието. Во каква состојба е сега народниот правобранител како институција? Обезглавена? За жал во многу незавидна лоша ситуација. Последните информации ми кажуваат дека дури и личен доход немаат примено за месец декември. Некои велат од технички причини, некои велат заради дополнителни консултации како тоа да се направи, но битно е дека вработените и со такви депресивни лични примања остана без плати. Институцијата има сериозни проблеми во функционирањето. Има голем кусок на финансиски средства за основната дејност, почнувајќи од исплата на закупнини за просториите во кои се извршува дејноста од главната канцеларија во Скопје, но и во подрачните канцеларии низ 6 градови од земјата. Со преполовен кадар, бидејќи од институцијата по основ на исполнување на условите за старосна пензија или по други основи, луѓе се заминуваат од институцијата, а година и повеќе не е примен ниту еден нововработен и упразнетите работни места десетина, значи не се пополнуваат, и така согласно систематизацијата, институцијата беше пополнета со 50% од потребниот и предвиден кадар. Кога на тоа ќе се додаде фактот дека од 9 заменици на народниот правобранител само 2 останаа, а на 7 им е истечен мандатот или се пензионирани. И кога и на тоа ќе се додаде дека првиот човек на институцијата отсуствува, односно институцијата Народен правобранител е без првиот човек од 12 јули минатата година, тогаш можете да претпоставите во каква ситуација е една национална институција за заштита на човековите права, која важеше за една од покредибилните институции во областа и извештаи се заснива проекции, се дава иницијативи и се предлага насоки за понатамошен развој на владењето на правото, заштитата на човековите права и демократските процеси во земјата. Господине Зибери, законот вели вака: народниот правобранител е потсетување и за оние кои што е орган на државата кој ги промовира и штити уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица кои им се повредени, а со акти, действија и пропуштање на действија од органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и сите други органи и државни институции кои што имаат јавни овластувања. Ако ова е дефиницијата,
каква е пораката која што ја испраќа државата со неизборот на нов омбудсман, бидејќи станува збор за уставна категорија, станува збор за една од најдиректните и можеби една од позначајните обврски кои што ги имаат пратениците во рамките на својот мандат. А тоа е да го следат уставот и да ги законите и пред се да работат во и за интересите на граѓаните. Да, основна надлежност на собранието, освен законодавната и контролата врз извршната власт, е и избор и именување на носители на јавни функции и раководители на државни органи, меѓу кои и народниот правобранител. И тука несомнено дека собранието потврди. Каква порака праќаме и што значи тоа за земјата, секако дека праќаме многу лош сигнал пред се до Европската комисија и Европската унија, бидејќи на последните неколку извештаи од Европската унија во делот на фундаменталните права се нотираше постојано да извештаите на народниот правобранител бидат подкрепени и спроведени од страна на надлежните органи, а тоа значи собранието, владата и органите на управата. Потоа се инсистираше упорно да се дојде до измени на Законот за народен правобранител како еден од предусловите за подобрување на функционалноста, организирањето и финансирањето на институцијата народен правобранител. И до тоа не дојде, и како круна на ваквите промашаи дојде и неможноста собранието да избере народен правобранител. Прво, го испуштија рокот предвиден во законот, иако јас укажував навреме, да распишат оглас за избор на народен правобранител. Да, само колку за гледачите, најдоста 3 месеци пред истекот на мандатот на народниот правобранител, Собранието на Република Македонија распишува оглас. Која е пораката до граѓаните? Еве, не мора до меѓународната заедница. Ке зборуваме за извештаите и од Европската комисија и така натаму, меѓутоа која е пораката до граѓаните, бидејќи ова е клучната институција која што треба да ги брани од злоупотребите на институциите. Јас во првиот дел зборев за пораките кои ги праќаме кон меѓународната заедница и пред се кон Европската комисија и Европската унија во целина, но поболно е пораката што ја праќаме кон граѓаните, бидејќи по Устав е дефинирана оваа институција како заштитник на правата на граѓаните. И ако вие оваа институција ја преполовите во секој смисол, и финансиски, и кадровски, и со неизбор на заменици, со неизбор на народен правобранител, де факто правите атентат врз една институција која се обидува да ги штити правата на граѓаните од постапките на органите на државната власт или како што во самиот закон е дефинирано од органите на управата, единиците на локалната самоуправа и други органи и организации кои вршат јавни овластувања. Тоа е уште еден показател дека се нема слух за заштитата на правата на граѓаните, дека органите на управата и овие други институции може да си постапуваат, да повредат права на граѓаните, како рефлексија на тоа да нема граѓаните каде да тропнат за да може да поднесат преставки и да ги бараат заштитата на нивните права и евентуално барање за укинување на тие повреди кои би можело органот да ги констатира. Ако овој атентат, како што рековте, е потценување на граѓаните,
може ли сето она што го набројавте и го имаше и во претходни влади, аз ќе го разработиме и подетално во однос на тие неодобрување на нови вработени, неодобрување на буџетот, што се едно по друго е кршење на самиот закон. Дали се тие почетна дрскост на една апсолутна, па може би и авторитарна власт? Јас мора да бидам до крај искрен и коректен. Ваквиот однос на власта, која зборам за власта, не зборам само за актуелната, воопште зборам, е константен. Јас кога седнав на фотелјата на народниот правобранител, бев изненаден од индолентниот однос на извршната власт поготово, но и собранието кон една ваква уставна категорија, институција како што е народниот правобранител. Во најмала рака добив впечаток дека луѓето не само што немаат сенс, туку не сакаат и да ги критикува некоја институција за тоа што го прават, за тоа што не го прават или за тоа што го прават, ама го прават на терет и на грб на граѓаните, повредувајќи ги нивните права. И уште на почетокот ми беше укажано, доколку вие го кренете гласот. Укажано од кого? Од вработени во институцијата. Јас мислев од политичари. Не, од вработени во институцијата, од нивното искуство, дека владата ќе знае да се справи со оваа институција и тоа најпрво ќе засегне по финансиите. Нема да дозволи унапредување, нема да дозволи вработување, нема да дозволи снабдување со неопходни средства за нормално функционирање, а понатака на располагање може да имат и други средства што се покажа за точно. И ваквиот однос несомнено дека е штетен пред се за граѓаните, не за носителот на јавната функција народен правобранител, но секако за граѓаните и за вработените во институцијата е многу лош сигнал. Што говори тоа за демократскиот капацитет на носителите на власт, бидејќи спомнав јас и во најавата, нема власт која што и беше целосно наклонета на оваа институција. Главниот инструмент е дури она што беше зајакнато со последните измени на законот, тоа е членот кој што се однесува на буџетот на народниот правобранител и тука во овој член практично се пресликани оние одредби, сета таа постапка како и за судскиот буџет, како и за буџетот на Советот на јавни обвинители, известување до собрание, задолжително присуство за да им се објасни на пратениците зошто се бараат тие толку пари. Но впечаток е дека сите гарнитури како да имаат консензус. Држете го ова на страна, толку колку што мора да го обелиме образот пред надвор, што ја прави пораката за дома пак уште полоша. Да, значи константен е односот на власта кон, но за жал мора да кажам не само кон институцијата народен правобранител. И јас имав перманентни контакти со носителите на други независни регулаторни тела, како што е Комисијата за заштита од дискриминација, како што беше антикорупцијската комисија, Заводот ревизија и така натака. Со помалку или повеќе слични проблеми се соочуваа сите овие институции. И тоа е најдобар показател, како што рековте и вие, за демократскиот капацитет на власта. Колку по скромна ќе биде, колку по воздржана, колку по би рекол скржава кон овие институции, тоа значи дека и незиниот демократски капацитет е помал. Имавте ли можност да реагирате, бидејќи буџетот е, правилата за поделба на буџет, например, се утврдени со закон. Да.
тука е дискутабилно она дискреционо право што го имаат сите министри за финансии, лично тие да одлучуваат за секоја институција колку вработени им треба, колку им треба, дали ќе дозволат или нема да дозволат, не почитуваат ни национални стратегии, ни закони, ниту ништо. Од тие причини ние баравме измени на законот, да буџетот на Народниот правобранител, откако ќе биде дефиниран во преговорите со Министерството за финансии и владата, односно откако собранието ќе го изгласа, барем тој буџет да може Народниот со тој буџет, со тој волумен на средства да може самостојно да располага. Народниот правобранител го нема ни тој комодитет, средствата кои му се предвидени, а кои од година до година беа се помалку, не може самостојно да располага. За било која активност, за било која набавка, за било кое вработување, за било кое унапредување, му е потребно обраќање до Министерството за финансии. И конечно, да, постапката за донесување на буџетот и буџетот на Народниот правобранител се законски уредени. И законот вели, кога Министерството за финансии ќе го предлог буџетот до владата, задолжително се поканува на седница на владата Народниот правобранител да ги изложи своите потреби и на влада да се расправа и да се дискутира. Дали И сега, ви се случили тоа со било, барем со една влада, во неколку со влади? Со ниедна, да, тоа сакав да кажам. 5 години јас бев народен правобранител, за ниту еден буџет не бев поканет на седница на владата да се слушне Народниот правобранител за финансиските потреби на институцијата. Финансиските потреби се врзани со оно што вообичаено во класификацијата на оваа институција се нарекува категорија А, категорија Б или така натаму. Народниот правобранител на Македонија е во категорија Б. Ниту минатиот владен состав, иако многу ветуваше, ниту актуелниот, не сакаше да ги донесе потребните измени законски. Тие, освен финансиската независност, предвидуваат и многу поголема моќ. Им смета ли таа моќ на политичарите? Јас сум длабоко убеден дека им смета. Не им треба критичар на институциите на власта, институција која ќе ја алармира состојбата во одредени области и за проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Дали сметате, се извинувам, дека проблемот е критиката, бидејќи вие сепак критикувавте и низгодишните извештаи? Дали е проблемот всушност во оние измени кои што требаше да ги операционализираат, да му овозможат на народниот правобранител да ги практикува своите надлежности, кои за граѓаните ќе ги парафразирам: упад во институција, заплена на документи, истрага за да ја утврди вистинската состојба, а не да биде во ситуација на дозираниот што ќе биде избран, го оставаат само со последните измени кои што се сведуваат на празни законски одредби. Со врзани раце, да. Меѓутоа, носителите на јавни функции на извршната власт не беа спремни да ги слушаат ни критиките, а не и да се постапува по-самостојно од извршната власт во смисла на финансиска независност, на употребување на инструменти за доаѓање до поефикасна правда, односно до остварување и реализација на препораките на народниот правобранител. И затоа оваа воздржаност е присутна, да не се зајакне моќта на институцијата на народен правобранител, зашто во тој случај не можат да бидат имуни и не можат да бидат равнодушни кон ставовите што ќе ги изнесе народниот правобранител и проблемите кои ги актуализира. Инаку точна ви е констатацијата дека согласно резолуцијата на Обединетите нации одржана во Париз, таму точно е кажано националните институции за човекови права како се рангират и кои услови треба да ги исполнуваат.
во категоријата Ц се национални институции за човекови права кои се целосно зависни од извршната власт, од власта во една земја. Значи немаат никаква зависност, туку се само декор на системот на тие земји. Има статус Б кој делумно ги исполнуваат овие услови и во тие делумно исполнување на услови спаѓа и статусот на нашата институција и имате статус А кој гарантира независност, целосна независност на една национална институција за заштита на човековите права. И таму е операционализирана точно во париските принципи кои се условите за да се прогласи, односно акредитира една институција со статуса. Целосна пред се финансиска независност, тоа што ние упорно го збориме и го бараше народниот правобранител и со измените на законот. Целосна организацијска независност. Што значи тоа? Сам да вработува, сам да унапредува, сам да распушта. Без согласност од извршната власт, односно Министерството за финансии. Освен кадровската и функционална независност, тие инструменти за кои вие пред малку зборевте. Како се спроведуваат препораките и констатациите на народниот правобранител? И тука има поголема моќ, но има поголема моќ и во операционализацијата на тие членови. Односот на извршната власт кон спроведување на мерките кои го утврдува собранието за по однос на препораките на годишниот извештај на народниот правобранител. Сите овие прашања ние се обидувавме преку измени на закона да ги менаџираме. За жал, тоа не успеа. И претходниот состав на собрание не ги донесе. Иако ги помина законот сите фази, го оставија законот по трето читање на последната седница кога требаше да се распушти собранието по распишување на изборите и до измени не дојде. Не успеа ниту новиот состав, иако во редуцирана форма, како што рековте и вие, беа измените на Законот за народен правобранител, од политички калкулации. За волја на вистината, јас морам да кажам дека по разговори со премиерот, каде што укажува во каква ситуација може да се доведе институцијата народен правобранител, он искажа спремност тоа да се направи. За жал, за кој премиер зборувате? Актуелниот? За Мицковски, да. Разговарав и со председателот на собранието. Исто така да му укажувам на проблемите со кои ќе се сочи и самото собрание околу опозицијата. Ама вие имате поголемо политичко искуство од сите нив, за да знаете дека не е случајно тоа што они го заборавиле рокот. Дека е премногу најавен апелот на спикерот на собранието и јас ќе се обидам да обезбедам консензус. Ве молам. Основна функција. И не само тоа, он директно ми кажа, легитимно е нашето право да ние предлагаме наш кандидат. Што значи тоа? Тоа наш кандидат. Наш кандидат. Кој ви го рече тоа? Гашин? Председателот на собрание. Легитимно било правото они да предлагаат нивен кандидат. Сега они да исплуваат по трамповото, има моќ, па ми се може? И јас знаев дека таквите амбиции ќе го блокираат, ќе ја блокираат институцијата народен правобранител, доколку се има во предвид и фактот дека за избор на народен правобранител, освен потребното апсолутно мнозинство од 61 пратеник, потребно и бадентерово мнозинство, односно мнозинство од вкупниот број на пратеници кои не припаѓаат на мнозинската заедница. Но очигледно пресметките нивни биле поинакви и во желбата по секоја цена да се зграби уште една институција го доведува проблемот до екстремна ситуација, лоша ситуација и да сме сега во ваква. Кој ви беше објаснувањето еве и од премиерите, за овој рековте и од претходните, но и од министрите за финансии, затоа што изјавите од една страна, од претходната гарнитура ќе одиме во ЕУ или од актуелнава
заради бугарските блокади. Добро, нема да одиме, ама Европа ќе ја донесеме дома. Воопшто не се одветствуваат со оваа состојба во која што рековте дека е доведена институцијата. Да не може да се плати струја, вработените да не може да плати вода, да не може да ја плати киријата и практично да биде осакатена без заменици, без мислам една тотално девастирана институција. Што ви кажуваат? Во разговорите од Зоран Заев кога беше премиер, разговарав за финансиската независност на институцијата, од решавање на проблемот со просториите каде што се обавува дејноста, од кадровските решенија. Ставот и негов, и на Ковачевски, Домицковски, секогаш е да ова е многу важна институција, ова е на некој начин лакмус за демократскиот капацитет на владата, дека ние мора и пред светот и внатре да покажеме разбирање за прашањата вие кои ги потегнувате. Но ни Заев успеа ниту да го смели законот, ниту да обезбеди простории за институцијата на народен правобранител. Ни Ковачевски успеа да го смени законот, ниту да обезбеди простории за институцијата народен правобранител, и во тој континуитет продолжува и актуелната влада. Со оглед на мнозинството што го имале, тоа не успеа, не би било грев да се преведе во не сакале. Се разбира, секоја влада има парламентарно мнозинство, што значи минимум 61 пратеник. Но нивните калкулации потоа во разговори сигурно со Министерството за финансии биле поинакви и затоа не се посегнало посериозно да се решат овие проблеми. Претходниот министер за финансии барем не удостојуваше со покани за разговори пред да го стокми буџетот и да го достави до владата. Актуелната министерка во минатата година при составување на буџетот за 2025, односно ребалансот, воопште и не покани да ги изнесеме нашите проблеми. Исто така при составување на буџетот за 2026 година, заменикот кој по моје овластување продолжи технички да ги обавува работите, исто така не е поканет. По моји информации и други регулаторни тела не се повикани на разговори во Министерството за финансии. Традиција и пракса која функционирала барем формално. Иако на крајот нема да дадат тоа што треба. Да, но можевме да ги изнесеме проблемите и потребите кои ги имавме како институција. Од тие 4 извештаи што се зад вас, 5-тиот не знаеме кој ќе го пишува, бидејќи таква е динамиката, некаде март-април треба да се објави до оваа година. Што е она што најмногу им сметаше или им смета на сите влади, јас би рекол на сите политички мокници? Кој сегмент од контролата, бидејќи има неколку, она базично почитување на човековите права, тука се управните постапки, тука е оној дел кој што никогаш не заживеа околу контролата на работата, надзорот врз работата на безбедносните служби. Од што најмногу се плашеа, бидејќи најнеразбирлив дел е зошто никогаш не успеавте да ги натерате да одговорат како што имаат обврска по закон, зошто ги осакатуваа замениците и вработените во институцијата Народен правобранител, не издавајќи безбедносни сертификати на многу брутален начин. Ќе ми дозволите малку пошироко, ако имаме простор, да кажам што им смета. Им смета зашто неколку покренати иницијативи од страна на Народниот правобранител ги става парламентарните мнозинства, владите, собранието под удар на критиката на јавноста и под притисок на Народниот правобранител често пати беа принудени да посегнуваат по измени на закони кои очигледно представуваат проблем.
Дозволи ми само неколку иницијативи да ги набрам. Бидејќи ги посочивте, јас прашав што им смета, што ги нервираш. Со моето доаѓање, прва работа околу која се нафативме и која ја детектирав како сериозен проблем за граѓаните беше извршувањето. Поплаките на граѓаните за начинот на постапување на извршителите. Ние во анализата што ја направивме, зошто е состојбата таква, зошто најголем број на преставки има во областа на извршувањето и правосудството, дојдовме до констатација дека освен самата работа на извршителите и законските решенија представуваат проблем. Законот за облигациони односи, законот за извршување, подзаконските акти во областа на извршувањето. И вие знаете дека после неколку пресконференции, каде изнесував катастрофално лоши примери на задолжување на граѓаните со затезна камата, законска казнена камата, граѓаните да го враќаат 3 пати, 4 пати долгот кон доверителот. Легализирано лихварство. Собранието беше принудено да пристапи кон измени на Законот за облигациони односи во последен момент и да ја лимитира законска казнената камата до висината на основниот дом. И со тоа решивме еден многу сериозен проблем. Ние имавме видни граѓани во нашето општество кои станува доживотно во доживотно финансиско робство према доверителите, зашто каматите постојано им раста, а со тоа паралелно и трошоците и давачките кон извршителите. Застарувањето на долговите, исто така, односно побарувањето на доверителите, кое за жал од мене неразбирливи причини од страна на Уставниот суд падна, иако еднаш се произнесе Уставниот суд дека одредбата е уставна. Потоа нашата иницијатива да се измени подзаконскиот акт за формата и содржината на налозите за извршување. Ние уште имаме таков подзаконски акт кој регулира форма на налогот за извршување, а во правната полка не дава рок за постапување на должникот за исполнување на обврската. Тоа е нонсенс. Нема друг правен акт во кој нема правна полка со точно утврден рок за постапување. Налогот за извршување во правната полка само вели должни сте во рокот утврден со закон за извршување да постапувате или да поднесете приговор, односно жалба. А кој е тој рок? Значи граѓанинот кој правно може да биде целосно неупатен, треба да го земе законот за извршување и да види дека само 3 дена му е рокот за поднесување приговор. Или да најде помош кој што ќе замислете каква ситуација. И на моја иницијатива до Министерството за правда, за пристапување кон измените на тој правилник, знаете каков одговор добивавме? Дека граѓаните се правно писмени, дека таа одредба одлично функционира, дека приговори по налозите за извршување имаат само 3% од вкупниот број на налози за извршување. Па како ќе има приговори кога граѓанинот не знае кој му е рокот за поднесување на приговор? И ако дознае веќе не основане после 3 дена. Касно. Прво, краток е рокот, и барав од 3 на 8 дена да се продолжи, и второ, точно во формата на налогот за извршување да се пропише и законско утврдениот рок за приговор. На истиот став остана и владата, зашто јас имам право, ако органот, првостепениот орган не постапува по укажувањето на народниот правобранител, да се обратиш до повисокиот орган. Во случајов повисок орган од Министерството за правда е владата. Владата остана на мислењето кое го има дадено Министерството за правда. Замислете. И за жал тука завршува во овој степен вашата можност да ги донесе измените за А категорија, ќе имаше и други уште едно скалило поголемо за интервенција. Тоа е
уште една поголема гласност со право за директна интервенција и обраќање и до собранието. Одиме со првата пауза за реклама, а потоа сакам да го изанализираме и делот околу она што беше вообичаена пракса, а тоа се безбедносните сертификати како уште еден сериозен индикатор за тоа колку ако на ваков начин се прават обструкции, можеме да бидеме сигурни дека големото уво не случи. Се враќаме за кратко. Господине Зибери, на списокот на оние, така како што во времето кога беа донесени последните измени на законот, беа најавувани нови помокни алатки на народниот правобранител, беше и она кое што јас ја поедноставив како упат да влезе секаде каде што има потреба да ги побара потребните документи и да изврши потребен надзор. Кога се во случај безбедносните служби во прашање, тука требаше да се формира и една комисија за граѓанска контрола. Комисијата формално со тројца избрани членови е завршена како обврска во април лани. Меѓутоа, ја споменав затоа што тука доаѓаме во оној затворен или зачаран круг во кој што практично има се, ама рацете се врзани. Рацете се врзани затоа што и да ја има комисијата, потенцијално може да се соочи со она што народниот правобранител веќе се соочи. А тоа е, нема безбедносни сертификати без објаснување. Да. Една од темите кои ги отварав додека бев начело на оваа институција беше и прашањето на надзорот врз работата на службите, односно безбедносните институции. Бидејќи, како што знаете, по препорака и укажување на посебниот пратеник на Европската комисија за реформа на безбедносниот систем Райхард Прибе, се направи измена на Законот за внатрешни работи и пакетот на закони. И меѓу другото, во ново формираните институции безбедносни, како што е Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, ОТА и така натака, се инсистираше да се воспостави контрола, механизми кои ќе ги контролираат овие служби во нивното работење. И меѓу другото, освен Советот за граѓанска контрола кој го спомнавте, кој за жал никогаш и не профункционира, и соодветната комисија во собранието, како трето тело предвидено во овие закони е и институцијата Народен правобранител. И при прашање со колегите каде се активностите, дали институцијата Народен правобранител ја извршува оваа надлежност, ми беше кажано дека апсолутно не и дека ниту е отпочнато, ниту имаме елементарни информации како тоа треба да се направи. Прашавте ли што ви кажат? Да. Зошто не им даваат на избрани функционери? И тогаш формирав јас работна група да се спреми институцијата Народен правобранител да ја извршува законски предвидената надлежност. Во таа функција, со помош на швајцарската амбасада, дури ни беше определен и консултант меѓународен, ДИКАВ, преку кој организиравме неколку трибини во кои учествува судии од Врховен суд, директорите на овие служби, пратеници, да се дискутира на темата и дали сме спремни конечно да постапиме, односно овие служби да бидат под надзор на надлежните тела, како што е и Народниот правобранител. Во таа функција веднаш пристапивме и кон обука на вработените во институцијата Народен правобранител, како се пристапува, како се изготвува извештај, што се бара и така натака. И дојдовме до констатација дека како почеток на активностите за спроведување на ваквата надлежност е обезбедување со безбедносен сертификат.
Направивме ние список по моја консултација со тогашниот директор на агенцијата на лица кои ќе бидат во надзор, односно кои ќе ја покријат оваа област, и истиот список беше доставен до агенцијата. Можете да замислите до дирекцијата за класифицирани информации. И 2 години ние добивме само еден сертификат за еден вработен кој всушност не беше клучен за спроведување. Имаше ли објаснување зошто? И дали се должни да објаснат, бидејќи еве се случуваме и со таква ситуација да пратеници членови на такви комисии немаат. На крајот може би е добро да се знае, бидејќи ќе знаеме дека XY личност е неподобна за таа функција, ќе биде разрешена, ќе биде избрана нова, па нека и пратеник би требало да знаеме зошто е неподобен од безбедносен аспект да седи во таа комисија, без оглед што го избрала партијата, нека си најде друг. Па председателот на телото собраниско е без сертификат. И затоа таа комисија и не заседава и ниту еден надзор нема направено, една посета. Има ли логично објаснување или тоа е само користење на дискрециони овластувања за да се спречи надзор? Еве ќе ви кажам кој е одговорот. Дека информациите кои ги бараат они за да донесат евентуална одлука за издавање или одбивање траат премногу. Дека се оди на терен, дека се испитува документација, се проверува личноста, неговите капацитети, неговите контакти, евентуалните конексии со странски служби и така натака. Ама тоа е апсолутно неприфатливо вие 2 години да не обезбедувате безбедносни сертификати за една служба која треба да ви врши надзор. И додека бев јас таму до пред 6 месеци, од 20 поднесени барања за обезбедување сертификати, само 3 вработени во институцијата Народен правобранител можеа да се обезбедат со безбедносни. Колку со ваквите дискрециони овластувања се остава простор за манипулација, односно се ускратува потребниот надзор и контрол. Бидејќи ако знаеме каква е состојбата во собранието, единствените 2 инструменти кои што преостануваа беше тој Совет за граѓанска контрола и Народниот правобранител. Со вакво сакатење без сертификати практично се е осуетено, не постои, освен на хартија. Целосно е осуетено. Собраниската комисија од причините кои ги спомнавме е нефункционална. Советот исто така. Народниот правобранител е оневозможен по основ на издавање на безбедносни сертификати, и тоа практично значи дека овие служби немаат никаква контрола надворешна. Ниту од Советот за граѓанска контрола, ниту од комисијата, ниту од Народниот правобранител. Тоа е опасен преседан, бидејќи овие служби стануваат неконтролирани. Овие служби можат во секој момент да ги пречекоруваат законските надлежности кои ги имаат. А Народниот правобранител делува во тој сегмент токму во најосетливиот дел. Дали со постапувањето на службите или непостапувањето се повредуваат човековите права на граѓаните. Зашто и со непостапување често пати се доаѓа до повреда. Со неиздавање на мислење, да речеме, за стекнување државјанство. Не го дочитав до крај надлежностите со постапување или непостапување. Господине Зибери, може ли врз основа на статистиката еве до овие 4 години, бидејќи таа покажува дека од година до година граѓаните се повеќе препознаваа институцијата како своја, а од друга страна отпорот, особено на одредени институции, се повеќе и повеќе се зголемуваше. Па може ли да се издвои, не знам како да ги наречам,
кои биле најголемите прекршители или еве најдрските институции во одбивање на комуникација, несоработка или пак институции за кои што реално оправдано, бидејќи вие не секоја представка ја прифаќате, институциите за кои што имало најголем број подкрепени представки. Се разбира, институцијата ги прифаќа сите представки кои пристигнуваат, но не ги процесуира сите. Така, се анализираат и се утврдува законската основаност на повредата. Доколку народниот правобранител се посомнева дека има елементи на повреда, тогаш отвара предмет и постапува кон органот кон кој се однесува представката. Ова што го рековте, дека почна институцијата да стекнува кредибилитет и доверба кај граѓаните, мене многу ме радуваше. Па добро, почна скромно, па се продолжи со канцелариите, тоа се сетанталови маки на раѓање на оваа институција. Меѓутоа, со актуализирањето на многу теми, како што спомнавме со извршувањето, со прашањето на високите сметки за електрична енергија, со прашањето на брзите кредити, со многу прашања кои ние ги актуализиравме и ги тематизиравме во јавноста, и потоа реакцијата на институциите да ги елиминираат овие негативни одиуми од страна на јавноста, се стекна впечаток дека граѓаните имаат Да, ова беше една многу поширока палета на општествени прашања, бидејќи претходно се сведуваше на права во затвор, права по етничка припадност и така натаму. И како резултат на тоа, не случајно, ние добивавме високи оценки од страна на меѓународната заедница. Извештајот на Стејт департментот за состојбата со човековите права во одредени земји, значи и делот за нас, 70% ги црпеше информациите од статистиките на народниот правобранител. Едно истражување кое беше направено од страна на Transparency Македонија. Од 50 институции и органи во земјата, каква доверливост и кредибилитет уживаат кај граѓаните, само Заводот за ревизија, Антикорупцијската комисија и Народниот правобранител го положија тестот и се броја меѓу трите најкредибилни институции кај граѓаните. И кога се сметаше дека институцијата навистина ќе има капацитет да ги абсорбира сите потреби и да ги обавува сите надлежности и да се стекне со целосна независност и со тоа да аплицираме ние за статус А кон институцијата, доаѓа до целосна блокада. Не усвојување на измените, не избор на замениците, не избор на народен правобранител и скоро целосен колапс. Тоа од друга страна безбори сам по себе за една многу лоша состојба во која граѓаните се ставаат во бришен простор, немоќни на немилост на институциите, да не може да се справат со неправдите кои им доаѓаат од органите на управата и другите органи на државната Кои се тие институции кои што испливуваат на површина, бидејќи мислам дека остануваа со години на таа лоша лидерска позиција. И конкретно на вашето прашање. Најнекооперативни со институцијата Народен правобранител беа токму дел од овие служби, како што ви реков. Ние на неколку обраќања до Агенцијата за национална безбедност, за информации за постапките за државјанства, за постапките за вработување, за постапките за именување на одредени лица во дипломатскиот кор на земјата. Зошто постапките толку траат? Зошто не им се одговара на Министерството за внатрешни работи со позитивно или негативно мислење? Првин бевме игнорирани. По неколку обраќања, тогаш почнавме да добиеме дури укажувања кои се нашите надлежности и дали можеме ние воопште да се обраќаме со барање за Да, со такви информации.
Па бевме должни секогаш да ги упатиме на уставните одредби за позицијата народен правобранител, на законските надлежности со Законот за народен правобранител, со надлежностите на народниот правобранител по однос на нивниот матичен закон за Агенција за национална безбедност и така натаму. Во палетата на некооперативните институции беа исто така и неколку судови. Од Врховниот суд, Апелацијскиот суд, неколку основни судови, неколку обвинителства, Министерството за внатрешни работи во неколку сегменти, зашто таму е еден конгломерат на организација и служби. Во делот на внатрешната контрола, бидејќи најчесто имавме проблеми со представки за пречекорување на овластувањата на припадниците на полицијата. Нашите ставови се разликуваа со внатрешната контрола. И често пати ние кога ќе покреневме, ќе иницииравме кривична пријава кон одреден вработен во полицијата или затворската полиција, обвинителствата, доколку има позитивно мислење и од внатрешната контрола, ќе ја прифатеа на нашата пријава. Доколку не, и обвинителството подлегнуваше на притисоците на Министерството за внатрешни работи и ги отфрлуваше нашите пријави. За една година ние имавме дури 11 пријави за пречекорување на припадници на полицијата и затворската полиција. И можете да замислите, само 3 беа прифатени и процесуирани, и 2 од тие дури и завршија со позитивен исход во полза на правата на граѓаните, односно со судски пресуди за одредување на соодветни мерки против таквите припадници. Дали ова сето може да се подведе на една тивка поддршка да владее хаосот, односно да владее она што да се остават сите оние споредни врати за изигрување на системот, и тука, бидејќи немаме уште многу време, само би го додал повторувањето на лошите оценки присутни и во последниот извештај на Европската комисија за лошата состојба во затворите. Ова влегува веќе во оној сегмент на условно стандардни должности на народниот правобранител. И во исто време стандардни лоши констатации за состојбите за жал во нашите затвори, кои народниот правобранител ги нотира секоја година со посебниот извештај на Националниот превентивен механизам. Не верувам дека е во нечи интерес, дотолку помалку на владата, да владее хаос. Мислам дека повеќе се работи кога е во прашање власта на немање сенс и политичка култура за заштитата на правата на граѓаните. Ама лицемерно е, господине Зибери, вие сте биле политичар. Секој ден да ветувате демократија, човекови права и просперитет, а да оставите една ваква институција, а практично да ја заклучите привремено е повеќе од лицемерно. Дозволете ми само еден сегмент во функција на тоа дека се нема сенс. Согласно Законот за народен правобранител, годишниот извештај собранието го разгледува први на матична комисија во месец април или почеток на месец мај. На комисијата се предлагаат и мерки за спроведување на препораките на народниот правобранител, кои на пленарна седница собранието треба да ги усвои. Што значи тоа? Усвојувањето на мерките за спроведување на препораките на народниот правобранител представуваат обврска за владата, и собранието ги доставува до владата, и должна е владата 2 пати во годината да поднесува извештај до собранието, како постапила по мерките кои ги... И за 4 години колку пати се случи тоа? И за 4 години ниеднаш. Не 8 пати како што предвидува законот, туку ниеднаш. И знаете зошто? Зашто собранието предложените мерки од страна на комисијата во месец април, како што ви спомнав, ги усвојува во месец декември, јануари или евентуално март, кога веќе се поднесува новиот извештај, и практично тие препораки и мерки стануваат безпредметни. Односно, владата е целосно неодговорна
кон мерките кои ги предлага собранието, бидејќи собранието воопште и не усвоила мерки. Тука одиме со уште една пауза за реклама. Господине Зебери, имаме уште 3 минути и еве да завршиме на еден поинаков начин. Споменав неколку пати во текот на емисијата имате и големо политичко искуство и како пратеник. Сте биле дел од парламентарни состави во кои што имало многу посериозни предизвици, теми, прашања, идеолошки, етнички, државни и така натаму. И сега најголем дел од емисијата ние говоревме за практично распад на еден систем кој што треба да се надградува заради политички, се обидувам да заокружам, политички калкулации меѓу пред се парламентарното мнозинство. Како од денешна перспектива гледате на тоа? И самиот споменавте, спикерот ви рекол треба да биде наш човек, па ако треба ништо нема да има, дури не се, бидејќи консензусот не се гради околу друга личност. Туку тие што се помалку малцинството да се согласи со изборот на нашиот. Нема се уште обид да најдеме друг. Најкратко речено, тажно изгледа ова, навистина. Ако не можете да постигнете консензус за вакви прашања, како се поставува прашањето, како можете да постигнете консензус за клучни прашања? Да се навратам во моето политичко минато. Ние имавме сенс за крупните прашања, за екзистенцијалните прашања, за носење на многу битни и важни одлуки. Каде се изгуби тој сенс и дали сега битката е пред се за интересите на партијата? Ни граѓанинот, ни етничката заедница, се чини дека ништо не е битно. Ние не за тие прашања разговаравме, дебатиравме, но на крај не се делевме ни по етничка, ни политичка, ни по никаква основа. И затоа создадовме држава. Затоа ги конституиравме сите институции. За жал, како што се менува составите на парламентот и се менуваа владите, квалитетот на представувањето опаѓаше од година во година, од мандат до мандат. Почна да превладуваат теснопартиските интереси, парцијалните интереси, личните интереси, наместо јавниот интерес, наместо државниот интерес, наместо интересот на граѓаните кои ги представуваме. Сега све е сведено на математика. Нати, дај ми. Мене ми припаѓа ова, тебе ти припаѓа ова. Како е, бидејќи сме пред крај? Без да се при тоа внимава. Функцијата што ќе ја добиеш, за таа функција дали имаш соодветен кадар, стручен, капацитетен, со интегритет и кој ќе одговара на тоа. Народниот правобранител е институција на и за граѓаните. Еве за крај, како да им се упати порака на сите овие народни избраници кои очигледно придонесоа таа да биде блокирана и практично формално да не постои, како да им се пренесе пораката дека тоа е вас срам или ваша порака на понижување кон нас граѓаните? Пораката ќе им се испрати со јасно укажување дека не ги извршуваат и исполнуваат обврските кои ги имаат согласно закон, да не зборувам за предизборните ветувања. Тоа е едно. Втората порака моја: што побрзо да се пристапи кон темелна измена на Законот за народен правобранител и исполнување на стандардите кои ги предвидуваат меѓународните норми и париските принципи и Венецијанската комисија. Што побрзо да се избере прв човек на институцијата народен правобранител и да се комплетира со соодветните заменици и да се обезбедат соодветни финансиски средства со институцијата да не продолжи да тоне, зашто ќе дојде во ситуација, можно е, да вработените во институцијата да им се стави брава од страна на собственикот на деловниот простор каде што се
обавува дејноста на институцијата Народен правобранител и вработените да останат надвор, бидејќи по мои информации дури 4 закупнини заостанува државата неисплатени кон сопственикот на деловниот простор, на просторот кај што функционира Народниот Лоша порака и за грижата кон институцијата, но пред се за грижата кон заштитниците на правата на граѓаните. Тие кои очекуваат дека оваа институција ќе им ги штити нивните права. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема и за овие пораки кои што ги упативте и да се очекуваме дека нешто сепак ќе биде слушнато. Благодарам на можност. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на ТЕЛ.